Аква ди Булгари. Ако сакаш да мирисеш на бугар, само Аква ди Булгари. Инаку ова квалитетна колонска вода може да ја користите и риба која јадете. Место лимун тураш од колонската вода и исто ко лимун да си тури. Тоцку фалеше да им се испоразвикам на ВМРО ДПМН, да ги скритикувам, да ги направам попар, партали. Толку фалеше. Да направам видео, да почнам видеото со зборовите. Како така в Струмичко негде в некое село ваши активисти тепаат деца? Толку фалеше. Но ја му верувам на Филипче кој ќе каже децата ни ги тепа в Струмичко негде в некое село кај Слана Тивко. Толку фалеше да им се изразвикам на ВМРО-вците. Срам да вие деца тепате в Струмичко негде в некое село. Пошто ја му верувам на Филипче. Филипче уста отвори, уште пред да чуем што збори, ја му кажа, Филипче ти верувам. И верувам, не мора да завршиш ни реченицата, ни пасусот, ништо, ни говор, ништо, ја ти верувам однапред. И вика тоа деца ВМРО-вски, овие активисти тепале деца в Струмичко негде в некое село. И овие ВМРО-вци века кои што се онака малце напирнати, кои ќе ги рчне СДС, одме извадија снимки, да ги видиме децава кои се, што ги тепале ВМРО-вци, вика, еве, децата да ги видите, што Филипче вика се тепани од ВМРО-вски активисти, и што да видиме, децава, уствари, суртуци! Што се суртуци, што не се деца? Ама сите тие со подебели така кривични досиеа, криминални, регистрирани насилници. Видовме снимки што пуштија ВМРО, како шутираат девојки и момци легнати на плочки, ги шутираат со нозе. Тоа веројатно времето овие која биле на власт СДС, тогаш они тепале. И така жени, турка, девојки, мава, многу сила имале, да. И вика тоа викаат овие. И слики им извадија со имење и презимење, тоа кој дело, дрога, дистрибуција, кој насилништво, силеđество, како се вика, кој ова, кој она. Да. И си викам, зашто ве па толку да му верувам на Филипче? Ама таа улога на жртва кај мене буди од старт некои емоции, дубоки, некои шолзи. Толку фалеше да им се изразвикам на ВМРО. Да им рече, ВМРО, кој кур тамо в Струмичко негде в некое село, деца тепате. Толку фалеше. Кај да знам дека овој лаже Филипче, не можам ни да предпоставам, си викам, од каде Филипче да лаже? Од кај Филипче, каква врска има Филипче со нешто што се нарекува лага? Тоа е невозможно Филипче со лага да го поврзаш. Како би го поврзал Филипче со лага? Невозможно. И ти му веруваш. Викаш, вистина деца тепале. А децава суртуци. Струмичко негде в некое село. Гонети, осудувани, поима немам, за насилништво, за дроги. Поима немам. Нешто така. Али една работа не можам да му, како се вика тоа, една работа не можам да му негирам на Филипче. И на СДС, у принцип на цел СДС кога се опозиција, улога на жртва играат. Луѓи, како да ви кажам, од тага ушите вака да ти клапнат. Како знаат улога на жртви да играат. Мислам дека тоа бугарите го учат, дека идат на курсеви во Бугарија одат, на курсеви во Бугарија одат улога на жртва да глумат, зашто бугарите се тука, мислам, во европски рамки без овака преседан. Без конкуренција, сакам да кажам. Дека бугар која ти глуми жртва. Цела Европска унија плаче крокодилски солзи, само ние не плачеме и ги гледаме вака со
со подсмев, со презир. Ама цела Европска унија плаче, вака крокодилски солзи. Добро, не сите членки на Европска унија повеќето плачат. И овие уште што им веруваат дека овие добре играат улогата на жртва. Стварно знаат бугареви да играат улога на жртва. Го имаат тоа секогаш они у себе, у гени така. Да, дека се они секоја жртвата. Без разлика што во 99,9% од случаите они се главните силеџи кои глумат дека се жртви. Али добро, пак ќе ги демантира животот, историјата. Пак ќе ги донесе на таму каде што некојаш беа. Ама Филипче се гледа дека ова е обучувано в Българија на курс дека се обучувани на курс се обучувани Филипче и СДС во Бугарија. Да. И они, човече, кога излезе на телевизија да каже дека струмичко негде в некое село деца се тепани од страна на активисти, мене вака сузата овде како ми застана. Ни да капне, ни да се одлепи, ни да се врати во зеницу ми ока мога, нигде на пола вака седи солзата. Викам сега готово, се им ебав мајката на ВМРО. Сега ќе ги искритикувам, Не, бре, брате. Овие ВМРО-вци, бе, пичку матер. Многу, бе, такви, појма немам како да кажам. Одма им искочија на СДС со доказ дека ова не се деца, дека се криминални суртуци, криминогени. И ми остана критика во мене, онака. Не можев да ја извадам надвор. После ќе ми каже, некој не ги критикуваш ВМРО. Еве, сакав да ги искритикувам. Да им еба матер сакав на ВМРО. Преку видео. Како така дозволувате Македонија, демократија, 21 век, ваши активисти да тепаат деца в струмичко негде в некое село? Искочи, не биле деца. Не биле деца. Зашо Филипче глуми улога на жртва? Зашо улога на жртва научил да глуми кога бил на курс во Бугарија? Кога бил на курс во Българија, когато бил. Знаете што е само заебаното кога глумиш улога на жртва? Што кога тогаш ќе те провалат. Тоест многу брзо ќе те провалат. Дека играш жртва. Дека играш на таа карта, дека си постојана жртва. Така што ова што СДС го прави откако се во опозиција, демек се што они направија, сите заебанци до кои што ја донесува државата со нивната политика таква каква што беше, сега све спинуваат и го претураат на грбот на ВМРО ДПМН. ВМРО не можело ова да направи, ВМРО не можело ова да направи, ВМРО ете името рекло ќе врати, не го вратило, ВМРО ова, ВМРО она, ВМРО игра против Европската унија, ВМРО ја маргинализира Европа, ја прави не ја факторизира, ја прави да биде исклучена некаде на маргините, итн. Бесрамно скривајќи го фактот дека тие ја донесува Македонија во состојба на подчинетост не само кон сите институции во Европската унија, туку и кон соседни држави, во комплетна позиција на подчинетост. И при тоа мислат дека глумејќи ако се тепани, понижувани, не знам што, дека се вратиле на колосекот, на вистинскиот колосек на државотворна партија, која што ете кога, ако утре би ја добила власта, дека она за 5 секунди ќе ги смени работите, дека од Македонија ќе направи мека, медина, Швајцарија, пичке си материна, дека мед и млеко ќе теча тука, дека ќе нема несрекни, дека ова, дека она, дека готово ја имаат формулата на успех во своји раце. Да. За малку пак ќе ти поверуваме, Филипче. Којашо, за малку ќе ти поверував на ова со струмичко негде в некое село. Така и за оваа работа, за малку, малку фали да ви поверуваме дека е тоа така.
улога на жртва Филипче. Глумат слабаци. Глумат луѓе, особено ако се тоа партии во прашање, глумат, преземаат улога на жртва само кога не знаат кај тераат, кога немаат никаква визија, никаква програма. А вие, богами, сте партија која што у моментов немате вие проблем со ВМРО, вие имате проблем внатре. Само тоа што му одговара на ВМРО и ве остава да си се колвате меѓу себе. Вие прво внатре сте како рогови во вреќи у самата партија и ти многу добро го знаеш тоа. Вие имате како да кажам тоа, активирано лов на вештици и вештерки во склоп на вашата партија. Ти добро знаеш без колку луѓе остана во партијата. Ти добро знаеш колку од ваши видни членови уште у времето на Заев, а особено сега, и свртија грб на партијата. Или барем се повлекува, или барем вие планирате да ги исклучите од партијата и така натаму и така натаму. Ја и за нив немам некој убаво мислење, да ви кажам право, пошто и они не направија ништо, вие како партија да не го направите предавството што го направите од 2018 година. Така што и за нив немам некој убаво мислење генерално, но со самото тоа што тотално не се согласуваат со политиката сегашна на Филипчи, на СДС, веројатно имаат некоја друга идеја како партијата би одела, би го продолжила својот јаден живот у наредниот период. Веројатно имаат некоја друга идеја на памет, како некако другачие би ги поставиле работите, наративите би ги смениле, програмата би ја смениле, целите би ги смениле и така натаму и така натаму. Очигледно ептен не се наоѓаат тие луѓе, не се ептен во линија на вашите моментални бугарашки политики што ги водите, нели? Обаче редовно одите на курс во Бугарија. И веројатно на некој со тек на време тоа му посметало, па решиле да ти се побунат и сега така да ти спроведуваш еден вид на инквизиција у партијата. Кој не е со мене, тој е против мене. Добра, класика. Така што вашиот крај се гледа. Многу брзо тоа ќе биде на следните избори, ќе се соочите тогаш со целата ваша пропаст и катастрофа, која што самите си ја предизвикавте или самите си ја изградивте околу вас. Архитектура на катастрофа, архитектура на самоуништување. Да. Таман реков ќе ги искритикувам ВМРО, ќе им се развикам, јако ќе им се развикам на ВМРО. Затоа што некои нивни активисти се дрзнале да тепаат деца в Струмичко негде на некоја село. А тоа децата досија Джо Ескобар, мислиш? Не е битно, Ескобар е недостижен, сега да не одиме до таму. И така, да не тупам, значи, аквади булгари, многу е добро после бричање и ако јадете риба место лимун и студете на рибата, не правам реклама да идете пастрмка у Охрид да јадете за 100 евра, него мислев риба, некоја речна пастрмче ако имате дома и само соја, берец вака ќе му исто ко лимун, а лимун не треба да купуете. Значи мора вака да се снаоѓате, такво време дојде, значи да се снаоѓате, значи ако немате пари за лимун користите аквади булгари, значи исто е. Знаеш каков шмек ќе даде? Лимун, ова на основа на лимун. И место лимун, и немаш гајле, не мора лимун да идеш да купуваш тамо. Исто има такви, ама друг пат за некои други вакви совети кулинарски соочени со цениве на продукти во Македонија, некој друго видео повеќе вакви кулинарски замени, замени за кулинарски производи или прехрамени производи, ќе чуете тогаш од мене. Значи за све може да се најде соодветна замена, да го замените со оригиналот, а да не изгубите многу од вкусот на храната што до тогаш сте ја јаделе, нели? И тоа, се гледаме, добар апетит.
Струмичко, негде в некое село кај Суртук, не е битно. Чао.